Денеска сум на една работна средба, односно еден состанок со директорот на Тутунскиот комбинат во Прилеп. Знаете, се наоѓаме на почетокот на откупната сезона на тутун од реколта 2025 година. Согласно процедурите, мострите веќе во текот на денешниот ден ќе бидат подигнати, што значи дека од утре веќе ќе може да се почне со откуп на тутун. Директорот ми информираше дека на сите пунктови кои што ги имат пријавено, веќе од текот на утрешниот ден ќе почне откупот на тутунот оваа реколта и ќе трае согласно законските рокови. Она што го имам јас како министер е дека оваа година имаме одличен квалитет на тутунот, кое што значи дека ќе ја продолжиме традицијата на едно квалитетно производство. За разлика од минатата година, знаете дека постигнавме еден сериозен успех и имаме околу 11% зголемени површини и пријавени земјоделски стопанства во делот на одгледувачи на тутун, што значи дека веќе го враќаме овој стратешки производ на пиедесталот, односно на рамките како што било во минатото. Ние како министерство стануваме посветени да го следиме целиот процес на откуп преку земјоделскиот инспекторат, кој што е надлежна институција за следење на откупот на земјоделските производи, меѓу кои на тутунот, така да очекувам дека ќе имаме една мирна сезона која што ќе биде вака во една реченица можеби поуспешно од минатата година. Сите откупувачи кои што поднесоа барање обезбедија средства во согласно законските процедури и некаде оваа година имаме 337 откупни пункти кои што ќе функционираат во текот на откупот во наредниве месеци. Дали имате преговарано со откупувачите за зголемување на веќе договорените цени? Дали со анекси, дали бидејќи тутунарите како и секогаш? Видете, она што сите компании кои што ќе учествуваат во откуп во текот на склучувањето на договорите имаат цени од 414 до 420 денari за првата категорија и нормално и во втората и третата. Очекувам дека со самиот почеток сите ќе ги нивелираат цените, односно ќе дојдат до оној максимум кој што е понуден од дел од откупните компании, односно 420 денари за првата класа, и тоа очекувам дека ќе се случи на самиот почеток од откупот. Сакам да бидам уште еднашка прецизно јасен. Оној случај што се случи во платежната агенција, средствата кои што се замрзнати се од наша страна, односно стопиране процесот на еволуација, односно работа во делот на ИПАР средствата. Значи, повторувам, не се блокирани средствата од Брисел, него нашите структури, за да провериме дополнително што се случувало во самата институција, се прават дополнителни проверки и веднаш по таа проверка ќе си продолжи ИПАР програмата да си функционира во еден нормален тек, а Брисел ќе го известиме со еден конкретен план и кои контролни механизми ќе ги воведеме за да го дозајакнеме самиот процес. Тоа е во делот на ИПАР програмата, во делот на националните плаќања, јавните повици кои што ги имаше самата институција, тие веднаш ќе си продолжат со една нормална динамика да се спроведуваат, затоа што на последната владина седница минатата недела назначивме нов директор кој што веќе од денеска стапува на сила во самата институција и нормално ќе ги движи процесите во еден нормален тек за да практично не се појави паника или загриженост кај земјоделците, него напротив ќе продолжиме со тековно работење на самата институција. Кој е новиот директор? Даниела Лазарова Иротова, тоа е поранешен државен советник во Министерството за земјоделство. Искусен и квалитетен кадар. Видете, проверките ги прави посебното тело кое што е во склоп на Министерството за финансии, значи националниот координатор за ИПА структурите. Она што ќе се прави како контрол, веќе е почната таа контрола, мораме да прецизираме. Колку точно ќе трае не знам во моментов, меѓутоа знам дека ќе биде многу скоро, односно ќе се излезе со еден официјален податок за што точно се работи внатре. И повторувам, кога ние носиме одлуката за стопирање, ние носиме одлуката за деблокирање на самиот процес и нормално во една нормална комуникација и по процедура ќе го известиме, повторувам, Брисел за она што се случило внатре и за конкретниот акционен план како во наредниот период ќе се функционира. Да прашам за откупот на тутунот, утре кој започнува, дали само тутунски комбинат или и останатите регистрирани откупувачи? Денеска сум на состанок со директорот на тутунскиот комбинат кој што ми информираше дека во текот на утрешниот ден ќе почне сите пунктови кои што ги пријавил. Верувам дека и наредните компании веќе во наредните дни ќе се приклучат во фазата на откуп. Знаете, секој си има план на активности. Митоа на денешна посета ме информираше директор дека тутунскиот комбинат ќе продолжи, тоест ќе почне уште утре да откупува на сите пунктови кои што ги има пријавено. За останатите не се знае. Не се знае, и тоа верувам дека многу брзо ќе се вклучат и тие во процесот на откуп. По однос на цениве, значи од овие што ги спомнавте, не може да се надеваат тутунарите на евентуално ново зголемување
на откупните цени? Видете, тоа е процес кој што самите компании го водат внатре во својата структура, која што е раководна структура. Секогаш нормално дека може поголема цена и така натака, меѓутоа јас не би навлегал сега во делот на самите компании да кажувам мислење, сепак треба да одговорат они на ова прашање. Во однос на субвенциите, ајде уште еднаш да повториме колкава е висината на субвенциите и како ќе се исплати. Видете, субвенциите идат согласно програмата, меѓутоа она што е важно во делот на субвенционирањето, а во минатото како опозиција сме го критикувале. Новината тоа што оваа година сите тутунопроизводители добија зелена нафта како поддршка. Јас бев еден од критичарите кој што велеше дека тракторите на тутунарите не одат на вода, напротив на нафта. Затоа оваа година на 1 хектар се дадува околу 11.000 денари поддршка зелена нафта, сериозна поддршка која што влие во самото производство, односно има олеснителна околност и влие во делот на инпутот на трошоците и дополнително на површинска мерка од 6.000 денари која што се дава на тутунарите. Веќе за минатата година е истата исплатена. Ова ќе продолжи во наредниот период, односно и за оваа година веќе важи истата мерка. Она што јас го кажав во почетокот на мојата изјава, очекувам дека оваа година ќе биде поуспешна од претходната година. Како Сојуз ние сме спремни за почетокот на откупов, така да сите ваки што 337 се покриени со повереници. И очекуваме да ова реколта да помине многу лесно и да биде брз откупот. Така да земјоделците, односно тутунопроизводителите, да не стравуваат дека ќе му биде откупен тутунот до последно кило. Така, во однос на цената, секогаш за тоа се говори, дали може да се очекува, дали сте во некакви преговори за анекси на договорите? Ние, немаме престанало со преговори, и во текот на откуп, на самиот откуп ние ќе бараме подкрепена. До самиот крај на откупот ние ќе бараме подкрепена цената. Колку ќе успееме ќе видиме. А со овие цени сега, како што спомна и министерот, колку ви е исплатливо тутунопроизводството на тутун? Па со овие цени што имаме сега во моментот што ги има на договорите и со субвенцијата, јас мислам дека тутунопроизводителите треба да бидат задоволни, ради тоа што како култура најисплатлива земјоделска култура е тутун.